Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Денес имаме поразлично видео кое што навистина ќе биде, верувам, многу корисно и многу утешувачки за сите, затоа што ретко се зборува за ова и некои работи кои што денес ќе ви ги кажам и јас не ги знаев пред скоро, што значи дека оно што го зборувам не е нешто што не го живеам, туку нешто што ме променило, нешто што ме ослободило и ме направило уште посреќна. Прво сакам да почнам со тоа што гледаме што се случува низ светов. Гледаме дека многу има војни, многу луѓето се мразат и самите вие сигурно имате искусено лажни пријатели. И покрај тоа што јас сум млада и се уште сега направив 17 години, пред повеќе од месец, нешто што сум го дознала и покрај сите овие работи што се случуваат, верувам дека сите сме некој можеби во страв, а некои во збунетост од она што се случува низ целиот свет. Зборувам за војните, за ова што се случи во Кочани оваа година, Чарли Кърк, кој некој ќе изгубиме близок. Навистина е тешко. Сакам да кажам дека и покрај сето тоа што се случува, и покрај тој цел страв што сите го имаме овие времиња, сакам да ви споделам за дека постои надеж, постои љубов и можеби ќе се прашувате, можеби имате заприметено по моите видеа како нонстоп се смеам, како нонстоп сум радосна и сега сум дека зборувам, не дека јас тие работи не ги гледам. Тоа што сакам денес да ви го кажам е дека и покрај сето тоа вие можете да бидете радосни и можете да се чувствувате безбедно. Од каде ми доаѓа мене таа безбедност и таа радост е тоа од Бога. Тука да ви кажувам нешто што сум го искусила и што навистина ми донесло слобода, радост, нешто што навистина ми дало надеж во овие времиња. И јас се чувствував уплашено, повторно ќе кажам, од се што се случуваше, но тоа што ми даваше радост и спокој е Бог. Тоа што се ова што се случува не е од Бог. Бог не казнува, иако многу често го представуваат Бог како строг Бог. Многу ретко се зборува за тоа дека да, Бог е свет и праведен. Тој не сака да вршиме грев, но сакам да кажам дека Бог е многу љубезен. И тоа се гледа во библискиот стих, Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што ќе поверува во него да не загине, туку да има вечен живот. Тоа ми е омилен стих, еден од омилените. Преку тој стих се покажува дека Бог навистина не сака и дека многу не сака. Исто така, Бог е тој кој ни дава надеж и сила и Господ Исус Христос ја ни даде можност за да имаме, за Бог да ни помага и ние сега откако Господ умре за нас на крстот, тој ни обезбеди да Бог да не гледа на сосема поинаков начин. Не како грешници, туку како негови деца. Денес зборувам за сериозна тема и мислам дека е добро. Многу е важно да ме слушнете што ви кажувам, затоа што зборувам лично за вас и да видите кои сте навистина како Бог вас ве гледа, затоа што секој од нас, иако јас верувам во Бога и ги знам овие работи што ќе ви ги кажам, и мене ми се случува затоа што не сме совршени, сме луѓе и се случува да имаме такви мисли, да си помислиме зошто сум мрзелива, не сум убава, Бог кој знае дали ме сака, се сомневате, знаете. Се случуваат такви работи или пак можеби некој човек ќе ви каже така, слаба си, не те бива, и едноставно некогаш се чувствувате изморено од сето тоа и не си гледате вредност во себе си. Библијата, Светото писмо, колку и да сте биле можеби испречувани да го читате, навистина има многу поуки, многу убави работи. Сега јас имам запишано, бидејќи ова се што имам запишано ми е од некогаш што сум читала или кога јас сум го дознала ова. Ти си скапоцена, тој те гледа како свое дете. Тоа е секогаш тука кога ти се чувствуваш осамено, кога ти е тешко и кога едноставно сакаш да се откажеш од се, кога си уморна или уморен, и Бог бил и секогаш ќе биде со тебе. И кога сите луѓе ќе те напуштат затоа што не можеш да му веруваш на секого искрено, луѓето и тие се грешни, се случува да ти се развика, да не сака да те слушаат. Едноставно не можеш на луѓето секогаш да им се доверуваш, па скоро и никогаш искрено. И затоа Бог е секогаш тука. Можеби не го гледаш, но тој е секогаш тука и неговото присуство секогаш ќе чуеш ти. Сега имам и за тоа и за луѓето пишувано.
Луѓето не стојат секогаш на збор, тие велат да, а всушност мислат не, но Христос не зборува двомислено. Не зборуваше двомислено, туку ова ви е библиски стих што сега ви го читам. Не зборуваше двомислено, туку она што ќе го кажеше секогаш беше и остануваше така како што е кажано. Сите Божји ветувања се исполнети во него. Затоа кога на Бог му даваме слава преку Исус велиме амин. Ова значи дека Бог кога вели дека те сака и дека си Божјо негово дете, тој не е двомислен, нема после да имате некогаш можеби такви мисли. Бог вели ти си мое дете, тој не се менува. Тој секогаш бил и ќе остане ист, секогаш ќе е тука и секогаш ќе те слуша. Тоа е она што го кажува овој стих, дека Бог како што е кажано така ќе биде, окей? И точка. Кога сите ќе заминат, Бог останува. Сега библиски стих. Кога прв пат ме изведоа на суд, никој не дојде да ми биде подкрепа. Сите ме напуштија, од мене простано нека име, сепак Господ беше со мене. Затоа Библијата е тука, затоа што преку неа или преку луѓе или пак преку многу други работи Бог може да ти каже дека е тука, дека те сака и дека никогаш нема да те остави. Бог навистина е многу поразличен и затоа е тој Бог. Тој е Бог на љубов, на милост и на прошка, на светост и праведност. Бог нема кога ќе сгрешиш да ти речи готово, повеќе не си Божјо дете. Повеќе нема да сум со тебе кога ти е тешко, повеќе нема да ги слушам твоите молитви. Не. Кога ќе поверуваш во Бога и кога ќе го примиш, нели? Кога ќе сакаш, ќе одлучиш дека сакаш да веруваш во Бог и кога ќе почнеш да читаш Библија, ќе ти се случува да грешиш. Пример, нема да сакаш, ама ќе се случува, затоа што сме луѓе. Бог е љубов, тој секогаш ќе те прости. Тоа не значи дека ти треба да продолжиш да грешиш, но тоа значи дека Бог е секогаш со тебе. Ова што Бог не гледа пристрасно, тоа значи пристрасност. Секој видам отствари во речникот на зборови, имам во мојата Библија. Ова е, by the way, друг превод. Постојат, затоа што некои луѓе не знаат, постојат Библии со различни преводи, окей? Овој превод се вика динамичен или МНТ превод. Имам и друга Библија со друг превод, но овој превод од сите што ги имам пробано, а се 2-3, а не знам колку има, овој ми е најразбирлив и затоа имам оваа Библија. Тоа го кажувам за некои одредени деца кои што не го знаат тоа, не со цел да викам, туку да им објаснам затоа што погрешно сваќаат, окей? Знаат за кој зборувам. Чијате самото објаснување кажува што значи пристрасност, Бог не гледа така, нема да гледа колку не знам ти си богата, колку добри дела си направила. Туку Бог гледа кон тебе со љубов. И за крај, ова е навистина еден вид на долго видео, но ќе имам повеќе вакви, ако случајно ви се допадна, за ако навистина сакате да слушнете војни на вакви видеа, слободно сабскрибнете се, тоа е бесплатно ако не знаете и лекнете го видеото за поддршка за повеќе луѓе да го видат и кажете искуство во коментарите, баш би ми било мило ако го кажете во коментари дали ова навистина ве слободило, ве доприло и како се чувствувате, ништо поминувате слободно можете да пишете затоа што јас сум тука. Ако си на почеток, односно ако сега скоро си почнала да читаш или почнала да читаш Библија, или пак ако сакаш повеќе да знаеш за Бога и сето тоа, знај дека Бог многу те сака и дека е со тебе низ твојот пат и дека низ секој искушение, низ секое паѓање и кога и да си сама, кога и да се чувствуваш сама, кога и да мислиш дека Бог те заборавил или те напуштил, Бог е секогаш со тебе. Бог секогаш те сака и секогаш ќе биде со тебе. И да знаеш дека си толку многу возљубена, дека можеш слободно и со радост да читаш од Светото писмо, да си секој ден радосна затоа што Бог многу те сака и со читањето на и ако сега почнувате со читање на Библија, ви препорачувам да почнете од Новиот Завет затоа што таму тоа е нели нов завет кој што сега го живееме. Стариот е стар, не дека нема поучни работи, има, но почнете од новиот затоа што тука ќе спознаете оваа радосна вест која што ќе ви донесе радост, која што мене ми донесе на самиот почеток, е веќе една година откако почнав, откако поверував и откако ја слушнав оваа радосна вест. Да така да сега се надам дека ви се допадна видеото, ставете лайк, не заборавајте се субскрибнете и се гледаме во наредното.